Почитувани граѓани, последните податоци се алармантни. Откако ВМРО ДПМН ја презере власта во 2024 година, бројот на вработени лица во државата е намален за над 17.000 луѓе. Ова не е само статистика. Ова е вистината зад илјадници човечки судбини, намален број на работни места, заминати млади, уништени надежи и растечка сиромаштија. Ова е доказ за економскиот колапс, за хаосот на пазарот на трудот, за целосната оттуѓеност на власта од реалноста со народот. Младите во Македонија денес се плаќаат највисоката цена за неспособноста на владата на Христијан Мицкоски. Пазарот на трудот се стеснува, продуктивното население и пред се младите заминуваат, а пензискиот систем е ставен под ризик. Наместо да креираат услови за нови и добро платени работни места, владата со своја ароганција го одбива секој предлог за зголемување на минималната плата, како и стимулирање на раст на платите. Младите заминуваат, а граѓаните едва врзуваат крај со крај, додека власта се луксузира со манго, папаја, луксузни патувања и тендери за блиски фирми. Секое трето дете во државата живее во сиромаштија. Половина милион граѓани живеат со плата под просечната. Што направи Христијан Мицкоски за да им обезбеди подобри услови на овие луѓе? Ништо. Што направи за младите да останат тука и да создаваат семејства, иднина или живот со достоинство? Повторно, ништо. Оперативниот план на владата е само фасада и не е решение, со краткорочни ефекти и ограничен домет за многу мал дел од невработените. Проблемот е длабок и системски. Младите не гледаат перспектива со ВМРО ДПМН. Ги бројат парите од месец за месец и се почесто го гледаат спасот надвор од Македонија. Проблемот не се решава со партиските вработувања во администрација, туку само се продлабочува. СДСМ јавно предупредува, ако не се смени курсот, ако не се застане веднаш со овие штетни политики, Македонија чека уште подлабока економска и социјална криза. Не станува збор само за бројки, станува збор за животи, за еднината на младите и за еднината на нашата земја.